Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на телевизија Сонце. Јас сум Јанко Илковски, имам особена чест и задоволство повторно во студиото да ја поздравам почитуваната Солза Грчева. Господјо Грчева, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и до вас и до гледачите. Благодарам. Минатото интервју што го имавме имаше многу позитивен одек во јавноста и особено ми е драго. За жал ве викам во една многу грда ситуација во македонската политика, иако можеме да почнеме од Преспа, еве денеска се ратификуваше договорот, па да стартуваме одма од тука, па ќе почнеме и ќе дојдеме и до протести и до сето тоа. Во собранието денеска со 69 гласа за, ниеден против, беше ратификувана спогодбата со Република Грција. Ништо неочекувано. Значи, ова е едно сценарио кое што мора да се реализира, еден проект зацртан, секоја точка и запирка е напишана надвор, ништо не е напишано овде. Способноста и полуспособноста и полуписменоста на нашите политичари е повеќе од евидентна, така да овде се исчитува комплетно ракописот на некои странски центри кои што ова се го брзаат и го реализираат на газејки се пред себе. И устав, и закони, и деловник, ако сакате, во собранието. Веќе е досадно да се зборува, тоа го поминавме со законот за јазици. Потполно истата процедура сега се е на сцена, каде што сосема неочекувано, односно јас очекував, меѓутоа сосема вонделовнички се стави европско знаменце на овој закон. Пазете, ова е меѓународен договор кој што евентуално би завршил пред Обединетите нации. Со кое право му се става европско знаменце. Понатаму, ако тргнеме од прекршувањата, се носи по скратена постапка, значи воопшто не се дава можност за дебата. Се префрла наеднаш од Комисијата за надворешни работи, што е единствена надлежна за да дискутира и воопшто да оценува меѓународни договори, се префрла во европски прашања. Понатаму не ми јасна и она бројка од 61 пратени како праг за изгласување, бидејќи внатре во договорот се менува уставот. Сите системски закони, а пред се уставот се гласаат со двотретинско мнозинство и така натаму. Ние веќе се научивме од она дигање со две раце, да се гласат ала Џафери, со непреброени апсолутно гласови, со немање записник, со немање стенограми. Се навикнавме дека всушност собранието е само продолжена рака на властта, и во минатото беше, меѓутоа сега се случуваат драматични работи и за жал собранието се стави во целосна, да речам, злоупотреба на властта во однос на овој меѓународен договор. Срамно е ова воопшто денес што се случи. Не очекував дека некои пратеници кои што во минатото изигрува, а сега гледаме дека тоа била една маска, изигрува некакви си патриоти, па се бунеа за територијални поделби, па за применување на топонимите и така натаму, сега стават потпис со своето гласање на еден, би рекла, не само капитулантски договор, туку антицивилизацијски договор. Нема да навлегувам она што стопати во јавноста правници го кажа, и тоа правници од формат. Го видовте вие договор? Го видов, како не, го исчитав и од напред и од позади. Неколку пати и на англиски, мислев денес се крие некоја мамка во англиската и во македонската верзија. Значи, знаете, на површина имате еден договор кој што е својствен на една тоталитарна држава. Значи, главните работи треба да ги исчитате позади, читајки зад секој збор. За секој збор, за секој член во тој договор се крие една таква опасна мамка која што обичните луѓе кои читаат полузаинтересирано или не се во проблематика на читање на закони и договори и така натаму, лесно можат да влезат во замката дека Божем, она што ни се кажува од врвот, дека сме го сочувале и дури сме го зајакнале за мислете идентитетот, кој што е потврден со асном
и зацементиран со АСНОМ, дека сме го сочувале македонскиот јазик кој што никогаш и не смел да биде предмет на разговори и договори, бидејќи 77 година е запишан полноправно во Обединетите нации. Работата е што таму има многу детали, во многу членови, и јас го исчитувам, еве почнав со тоа дека го гледам како антицивилизацијски договор. Зошто? Точно овде се проектира една орвеловска творба. Една нација создадена нова со еден комплетен инженеринг. Овде имаме, за жал, политичка коректност во наводници за полициска држава која што ќе се ефектуира. Ние суверенитетот на оваа држава го дадовме во рацете на туѓа држава. Тоа е велепредавство по дефиниција, нема поблаг збор. Знаете, колку да се обидувате да ги замачкувате, да ги премачкувате работите, тоа е велепредавство. Вие на Грција го заложувате комплетниот суверенитет. Зошто велам дека е ова? Ова е еден вид на постмодерна окупација на една земја, суверена земја. Без boot on the ground. Апсолутно без boot on the ground, на зелена маса на која што Божен преговарала наша некоја екипа. Подоцна дознавме дека други го пишувале преговорот, веројатно нивните преговори се сведувале на убави едни средби, вака можеби со сиртаки, со богати вечери и ручеци, за да представат, за да фрлаат димни бомби пред народот дека нешто преговараат. Тргна излега од резолуцијата 817, која што не обврзуваше единствено на разговори за разликите околу единствено председателот на државата, и тоа е едно енормно прекршување. Но не би влегла само во прекршувањата на Уставот, на законот за ратификација, на секоја меѓународна норма и право, на повелбата на Обединетите нации, каде што сме единствена држава во светот која што нема право на самоопределување, пазете, каде што некој друг ни наметнува име, презиме, што дома ќе правиме и така натаму. Зошто ова го гледам како своевидна постмодерна окупација и една креатура која што е на праг да ја реализираат, и се надевам дека нема да ја реализираат. Замислете, во неколку членови подолу, ви имате проблем веќе со употребата на придавката македонски. Имате точно една орвеловска творба, каде што се формира тело, кое што ќе следи употреба на придавката македонски. Значи, нашите институции веќе нема да бидат, државните институции нема да смеат, АМСМ нема да смее да се нарекува така, МАН, Македонска опера и балет и така натаму. Се повикува овој договор на неколку места, изигрувајќи, фрлајќи димни бомби дека се работи за реципрочен договор, а сите обврски се на наша страна, а джандарот е од другата страна, Грција. Кој уште не го ратификуваше договорот, ние го ратификувавме. Така е. Што значи тоа? И ќе се начекаме додека го ратификуваме. Аха, ние може, значи, со Филип Цвера го зборевме тоа, ние може да ратификуваме сме, да смениме име, устав, да смениме сите овие работи што ги набројувате од договорот и овие да речат фала. Па зависи од нивниот политички амбиент, знаете, тие имат избори, чинам некаде во септември 2019 година. И втора работа, ако се сеќават, политичка 2001 година партија имавме амбасадори, имавме конкретни личности кои стоеа како гаранти на подпишувањето на договорот 2001. Ја не видов овдека член на НАТО, на Соединетите Американски држави, на големите сили, кои би рекле со својот, да речам, авторитет, да, ние сме гаранти на ова, дека Македонија обстанува, дека ова... Ништо немаме гаранција, освен што подпишаа двајцата и сите не испофалија. Такво чувство имам. Па тоа е добро што немаме гаранции, бидејќи се само укинуваме со ваквиот договор,
Колку повеќе престапи се прават, поготово правни престапи, толку се поголеми шансите да утре се извојува битката, да се санираат штетите. Да се санираат штетите. Апсолутно, апсолутно. Значи сметате дека не е загубена оваа борба? Не, апсолутно. Би продолжила во насока на она што почнав да го објаснувам, дека ѓаволот е во деталите, а не во она што се исчитува на прв поглед. Замислете, вие имате еден талибански однос, каде што тие сега ќе се мешаат во изгледот на нашите фасади, во називите и изгледот на нашите споменици. Колку и да не се согласуваат луѓе со естетиката, новата естетика произведена од Скопје 2014, бе молам дегутантно и недостојно е да ние бидеме предмет на едно талибанско разорување во соседната земја. Понатаму, грците ќе диктираат што нашите деца ќе учат во учебниците. Полека, зборот македонски, придавката македонски ќе исчезнува. Новите генерации веќе нема да бидат македонци. Нас се уште не држи таа меморија. Што ќе бидеме? Ние сме орвеловска торба. Ние ќе бидеме северно македонци или граѓани на Северна Македонија? Јас мислам дека ќе бидеме, не, мислам туку знам дека ќе бидеме граѓани на Северна Македонија. Меѓутоа, полека ние ќе се претвараме тотално во некаква новороденче, некое мртво роденче северномакедонци, што ниту постоеле, ниту се надевам дека ќе постојат. Значи, ќе имаме албанци, ќе имаме срби, ќе имаме роби, ќе има турци, јасно дефинира, тие ништо нема да губат. Али македонецот веќе нема да биде македон. Пазете, ова се многу тешки. Многу. Сигурни сте во ова што го говорите? Апсолутно сум сигурна. Знаете, тоа почна да не воведуваат во овој крах, уште со оние граѓански протести, каде што велеа, сега сме сите граѓани. Па не може да бидеме само македонците граѓани, а сите да останат етнички заедници, оние што се. На крај на вистина, со нашето само предефинирање, значи со измислена една дефиниција, со измислена творба, само ние ќе останеме граѓани. Сите други ќе си гордо ќе си го носат својот ентитет и идентитет. Значи, ова е многу опасна ситуација. Замислете, тие не укинуваат од нашето минато. Тие не сведуваат само на географски поим. Ние утре еве ќе ви кажам еден пример. Цел свет ја извучува македонската држава од антиката. Цел свет, значи немате универзитет каде што не се изучува. И секаде ќе најдете нејзините граници, нејзиното простирање, освојувањата и така натаму. Ние во ниту еден наш учебник нема да постои зборот Македонија од античко време. Историјата се брише. Археологијата. Ајде кажете ми што ќе се случи во колку ние и понатаму археолошката наука не смее да престане да работи, историската наука исто така. Што ако дојдат до одредени важни историски факти, документи, археолошки, ќе одат во Грција по мислење дали ни е дозволено да ги објавиме тие научни трудови. Одма да ви кажам, бев сведок во археолошкиот музеј на Република Македонија, каде доаѓаат грци, провокатори најверојатно и така натаму, на искачање, ме видоа мене, видоа таму луѓе од музеот, ни се заблагодарија и рекоа, ви благодариме што ја негувате грчката култура. И се излегоа. Да. Значи, тоа е ова орвеловското. Значи, тотално прекројување. Тотално прекројување. Нам ќе ни биде забрането се. Знаеш што е најинтересно? Викаш, знаеш што, карикирам. Некои луѓе имаат цена. Може би, вика, не дај Боже да ти ја погода цената. Ние ова и за без пари го направиме. Ај бар да беа лукративни да беа побудите. Така, еве ќе се продадеме за пари, за комодите. Ни тоа го нема. Не постои такво нешто. Дури, значи, немаме гарант од НАТО. Не присуствуваш. Немаме гаранти на подпишување на овој договор. Немаме дури ни најава за... Они може и до сега така, ќе не купеа за ова, ќути, добро е. Значи, не се ни убедуваат. Не знам зошто, дали се можеби сме експеримент кај што треба ова да се направи негде другде, да се направи негде другде. Да, ова е еден историски експеримент. Еден глобалистички историски експеримент се прави со Македонија. Значи, како ова треба да се повтори исто како со маите. Бидејќи
пазете, апологетите и новинарите, интелектуалците од другата страна, кој го одобруваат ова, вика, ние ништо немаме. Киро Глигоров, еве да ви го цитирам, нели 90-ти год, ништо немаме, ние, вика, македонците со Александровата, со античката Македонија. Крај на програмата. Кај сме дошле со цевчињата од Поддунав? Од кај сме дошле, никој не знае. Не се работи само за цевчињата. Ние се откажуваме од, да речеме, сите малцинства од околу. Ке бидеме единствена држава, тоа не е држава, тоа е веќе територија со дадена граница. Панама. Од сите малцинства од околу. Значи, ние стануваме една, инсистирам на тоа, вештачка творба. Ние ке немаме ни право на изразување, пазете. Грција ќе го санкционира нашиот говор. Утре нема да можете, било каков патриотски изблик ќе биде санкциониран. Медиумски Ние ќе имаме изборите? секаков. Било кој медиум, било која невладина организација која што ќе биде малку платена или добро платена, и како ќе води сметка за тоа кој што каде кажал. Да, цивил најави дека ќе лови говор на 8 Каде го употребил придавката македонски, дали смел да ја употреби, дали некој изблик на патриотизам, нема веднаш да се прев тоа, нема да смее да зуцне дека македонец. Грците ексклузивно го присвојуваат македонизмот, македонски и така натаму. Значи, бугарите се во право кога рекоа дека со подпишувањето на бугарскиот и на овој договор дека е ова крај на македонизмот. Ама апсолутно, и сите се радуваат, знаете. Ние и до сега бевме изложени на непризнавање. Не знам, Бугарија не го признаваше македонскиот јазик, Србија не ни ја признаваше црквата, Грција не ни признава идентитет. И тоа не се смени. Најголем проблем. Тоа не се смени. И сега влегувате вие да водите политичка битка со еден жесток противник, кој што има големи ментори. Зошто? За да влеземе во НАТО, кој што како утре може да го снема. Ја не можам да замислам таква една глупост, да вие влезете, еве Варшавски пакт, каде е Варшавски пакт? Постои некоја земја нормална која што се самоукина заради Варшавски пакт кој што не постои, кој знае од кога, па ние конечно и сме членка практично на НАТО. Праќаме војници, праќаме. Направивме комплетна реформа на нашата војска, направивме. Наоружување, заеднички вежби и така натаму. Сега формално сме требале во НАТО, зошто? Да го појачаме контингентот на оние што ќе гинат во Авганистан. Европска унија ние не ја гледаме. Дури да ни дадат датум за преговори, гледате колку време преговарат Турција. Мислам, тоа е смешна теорија и теза. Јункер јасно кажа, никој од Западен Балкан не е спремен да влезе во Европска унија. Дури нема ни во договорот, например, со влегувањето да стапи на сила, например, тој договор после референдум и во моментот кој ќе влеземе во НАТО. Бидејќи целата идеја е влез во ЕУ и НАТО. Така, зошто би иначе менувале име ако не, нели? Ова е за да се откочи да влеземе во ЕУ и НАТО. Зошто тогаш не се остава, бидејќи уште не знаеме дали ќе влеземе во ЕУ и НАТО. Во јули месец наводно ќе сме биле на маса за разговор за покана за членство во НАТО. Наводно. Значи дури уште не се знае ни дали ќе бидеме поканети, а камоли примени. Да, па му го дава стапот цело време на Заев, Морковот има да причека да го добие. Знаете, јас сум самата европски човек, многу. Сметам дека Македонија многу дала и вградила во европската цивилизација воопшто. Ние сме држава не држава, туку народ со континуитет и не можеме да бегаме од тој Јустинијан ли е грк? И Јустинијан ли е грк? Човекот основоположникот на правото, светското право, кој е роден овде кај нас, и он ли е грк? И он ли грк ќе биде? Знаете, тие си присвојуваат најдрско една теза дека кој што прв некако се нашол на овие простори, тој го има ексклузивното право да се нарекува така. Па тоа се коси со секоја можна историја. Па кој знае кој живее на местото на галите, ама има право за тоа што живее таму да се повикува на нивната историја. Зошто јас не можам да се повикувам на... Па можете, сега нема да можете, иначе сте можеле. Значи, ако дојде на сила овој договор.
Прво, треба да се прави разлика, тоа историјата го прави, таа разлика ја прави, значи, помеѓу хеленски и хеленистички свет. Македонија, државата, царството, односно на Филип, не била дел од хеленскиот, туку од хеленистичкиот свет, што е поширок свет. Нема споменик на Филип во Грција никаде. Па добро, тој ги освоил долу до Атина, ги знаеме филипиките напишани против Филип. Нив ги сметале за едно варварско племе и така натаму. Меѓутоа, да не должиме многу. Нам ни се цензурира целата историја на нас. Ние веќе нашите деци нема можеме нивните дела да ги цитираме, па се прашувам дали во Кои деци? како Зборите при родбениците? Сите да поред. И после војната, па немојте сега дека што пишуваат Македонија, македонски и така натаму. Денеска ќерката на Блаже Ристевски изјави дека она се согласува заради европски и така натаму, дом и целото нивно членство, дека се согласува, дава поддршка. Срамно. ВМРО излезе, овие дадоа поддршка, СДСМ и албанците сите дадоа поддршка. И сега се викам да извадам ја се емисијата со татко и што ја направив овде. Па извадите ги изјавите на таткото и мајката на Никола Димитров. Кога беше на научни студии во Русија за Македонија, природбениците и македонизмот. Каде што тој човек овдека мене ме остави вџашен, кој ме убедуваше колку сме ние единствени како народ, автентични, македонското име, дека ние сме тоа. И сега одеднаш ја стварно не можам да разберам. Ама имаат записи за тоа, не мора на емисија да дошле, постојат книги, ги читаме тие книги, ги имаме во домашните библиотеки. Ќе ги палиме? Знаете, најверојатно како во Фаренхајт, исто како во Фаренхајт или Кристал на ног да ги собереме на еден куп и да ги запалиме. Мислиш дека може ти тоа да го направи? Па знаете, ние тоа ќе мораме да го направиме, не буквално. Меѓутоа, ние ќе бидеме цензурирани од туѓа држава. Сами тоа ќе си го правиме. Ние го дадовме нашиот суверенитет во рацете на Грција. Ние ќе имаме пандур кој што ќе ни стои и ќе проверува дали ние денес сме кажале колку пати сме го употребиле. Без оглед дали СДСМ или друга партија ќе биде на власт. Мислите за во иднина? Да. Знаете што? Тие обезбедиле еден куп механизми, затоа велам ѓаволот е во деталите, каде што утре една власт, која што ќе биде сосема различна од оваа марионетска власт, ќе има големи тешкоти да ги ослободи институциите од ваквото робство. Ако да речеме, имаме власт која ќе каже, не, уставот го враќаме, не, нема промена на личните документи, односно ќе си ги вратиме назад личните документи, на што имаме право. Вака, Букурешкиот договор е верификуван во Версај. И затоа не можеме да го поништиме. Така, овој договор нигде не е верификуван, освен во нашиот парламент. Ниедна меѓународна сила, институција не го верификувала. Значи, како што е запишан, народот искрено верува дека утре некој храбар, вие можеби, не знам, дека може да ги ресетира работите без оглед на притисок. Па јас искрено верувам, затоа и сум во оваа битка вклучена. Ама рековте дека се во ова е театар. Во кој смисол мислите театар? Не знам, рековте дека ова е све театар што го гледаме изминатиот период. На што мислите театар? На однесувањето опозицијата, преговорите? Апсолутно. Кога зборувам и договорот е негде напишан и така. Апсолутно, тоа веќе ја мислам сите граѓани се свесни за тоа, дека се подложени на еден антицивилизацијски експеримент како народ и како држава. Дали вие што протести... И дека тој експеримент е некаде напишан за некакви си геостратешки интереси. Пазете, Македонија тука не е ни цел. Да не бидам ко вас Македонија не е ни цел. Македонија е средство за некои други цели. Значи, тоа треба народот да го знае. Ние тие цели, остварувањето, реализацијата на тие цели, до прва ќе ги гледаме. Значи, Македонија е нека колатерална штета. Но не може да се избега од фактот дека ова е единствен таков експеримент во светот. Значи, глобализмот кај нас со целата жестина удри на една мала, сиромашна држава која што јонака беше на ударот на сите соседи, а пред се на Грција која што ни го спори правото да постоиме, поготово од 1991 година. И за жал, сите овие мокници застана пред се заради своите интереси, не заради Грција, застана на страна на Грција.
Сега ние тука имаме многу механизми за борба, значи не е битката воопшто изгубена, таа е што туку почната војната, една битка е затворена, стои уште редица на битки. Да. Па зарем, Затоа зарем некојаш сме дигнале бело знаме, па ајде сетите се. Овие луѓе не тераат, се извинувам Јанко, меѓутоа сум навистина лута. Овие луѓе не тераат, еве точно тоа е нивниот вокабулар. Епа германците беа многу посилни во војната од нас. И па турците навистина беа посилни, па и турците беа посилни. И што се со бели знамиња да излеземе? Па ни сега не смееме да излеземе со бели знамиња. Сакам да ве прашам провокативно. Дали и вие сте дел од театарот? Ако тие моćни држави успеале, како што ве разбрав, да ве парафразирам, да не ви ставам зборови во устав, веднаш демантирате. Значи, дека ги контролираат ВМРО, СДСМ, сите главни политички фактори, дали сте и вие дел од театарот? Апсолутно не. Дали сте вие од театарот, например, на некоја друга голема сила која има интерес за се ова? Не, знаете, ми импутираат дека... Мафтање со знамиња на други држави и така натаму, сето тоа... Да. Јасно, тука е добро што ми го поставивте ова прашање и заради гледачите и да се развее таа магла. Значи, ја никаде никогаш не сум мафтала со туѓи знамиња, ниту сум влегла во нечија амбасада, да се разбереме. Значи, се пазам од тоа да не влезам, не дека не сум имала покани за средби, сум ги одбивала. Не е проблем да влезеш, проблем е да... Проблем е како ќе излезеш. Како ќе излезеш. Меѓутоа, не. Јас сметам дека ние оваа битка треба да ја тераме сами. Ние еден тип на марионетска држава не смееме со друга марионетска држава да замениме. Тоа да сме на чисто. Значи, оваа битка е наша и мораме да извојуваме сами. Мораме да бидеме трпеливи. Има ли автентични луѓе кои сериозно, бидејќи знаеме, и 903-та, као и овде, колку? 1000 востаници, 100 востаници, колку биле? Така да е, и партизаните колку биле. И партизаните колку биле. Цел народ седел, само немале телефони и јади бурек да се јавуваат те и бугарите вакви и такви. Значи, истото се случува денеска. Шака луѓе се спроти... Шака платеници на марионетска власт. Па ве молам, која марионетска власт обстанала? Обстанали на виши владата во Франција? Што им се случи по тоа на тие луѓе? Значи, верба мора да се има, дека мора да се рашици ова. Ако веќе овде учествува Deep State, ако учествува Европска Унија, ако учествува Сорос, дали ја гледам храбри сте и имате некаков оптимизам и патриотизам дека ова е праведна битка и затоа треба да се води. Така ве разбирам. Но сметате ли дека нивната моќ се во ова може да го предвиди, да ви ги предвиди потезите, да го очекува, бидејќи кога ги, пазете се, искача бели денеска, јас со најголема почит, бидејќи ја ги следев и сум една од жртвите на шарената револуција, кога се тепаа со полиција, кога напаѓаа, кога палеа, кога шареа, немаше ништо. Денеска бели искача и вика, осудувам насилство и вандализам. Така. Ама не го осуди пред 2 години. Не, апсолутно. Прво јас бев на тие протести, вандализмот и насилството беше од страна на полицијата и од тоа нема бегање. Значи нема бегање. Меѓу нас беа фрлени 30 шок бомби. Не верував дека такво нешто ќе доживеам во својот живот. Видов дека луѓето се страшно вознемирани, имаше фрлања, да речам, со пластични шишиња и така натаму. Ве молам, сум била случајно, сум се затекнала во Словенија, кога демонстрантите фрлаа со тешки предмети кон полицијата, па ваква реакција немаше. Ова беше една прекумерна сила, една наредба добија да не заобиколат од сите страни, толку солзавци беа фрлени, толку шок бомби. Пазете, бегавме на сите страни, најмногу од луѓето се склонија во трговскиот центар, влего и во трговски центар каде што шетаа мајки, бебиња, излезени на прошетка, ни фрлија солзавец. Значи, не знаевме каде да се криеме. Оставете го Бели, оставете го Жбогар, неговите изјави. Веќе се научихме, знаете, ова сме го гледале, ова е реприза на 2001 на некој начин. Сите честитаа за оној срамен договор, сите со поздрави и честитки. Но ова е многу поклучен момент за македонците и тоа мораат да го сватат. Апелирам и до сите поддржувачи и симпатизери на социјалдемократски држави постојат.
баскиците кои што нема држава обстануваат. Ние како македонски народ со еден потпис на една банда едва и видената суверена држава која што постои 27-28 години како таква независна, ние ќе си ја предадеме лагодно и лесно. Но не убедуваат дека со ова ни е зацврстен идентитетот, дека остануваме македонци. Еве ви кажувам колку ни е зацврстен. Утре полиција ќе ве прогонува ако не преименувате нешто од македонско во северно македонско. Нашите деца Грција ќе контролира што ќе учат во учебниците, знаете ли? Тоа стои во договорот. Па тоа стои во договорот. Па постои тело за ревизија на историја, на учебници, на се. Кој воопшто во историјата бил изложен на такви понижувања? Па знаете, со кои механизми они ќе можат да го применат тоа, мислите, во ако го подпишеме? Еве, лукаво да го подпишеме, да речеме од лукавост, од Итерпеовски курназлак, извинете ми на македонштината, ете им подпишуваме. Важи да влеземе во НАТО. Ама ова едноставно на терен не може да се имплементира. Абе дури најполициска држава, кој ќе го имплементира ова? Еве, јас слушам и се ежам ова што... знаете, не е така. Прочитете го убаво договорот, така? Ви реков дека... Ке има судски прогонувања, извршители. Не само судски прогонувања. Ние како држава ќе бидеме тужени на судот за човекови права. Значи, ние ги кршиме човековите права, ние сме деликвенти. Значи, се е предвидено во договор. Работете договорот да не заживее, да не се имплементира. Оти тој, не знам што да ве убедуваат. Најпогубно нешто. Се видовте ли со председателот Иванов? Да. Имав една куса средба заедно со неколку интелектуалци. И? Знаете, тој е прилично осамена фигура сега. Знаете дека и однесувањето на опозицијата е вакво чудно, амбивалентно. Тие продолжуваат да даваат легитимитет на еден нелегитимен Божем народен дом, тоа е собранието. Иако им фрлија 35.000 амандмани во кош за законот за јазици, тие се вратија во собрание. Тие не повикуваат на бојкот, што би бил единствен разумен чекор. Зошто ова го велам? Значи, експериментално е докажано дека ако ВМРО ДПМН повика на бојкот, иако им е разслоено членството, да се разбереме, има многу незадоволни луѓе, но сепак држат една маса на луѓе, заедно со сите нас ново формирани партии, ако повикаме на бојкот, а ние ќе работиме на тоа, значи и на терен ќе работиме, ве отворено го кажувам пред публиката, во тој случај има шанси да пропадне референдумот. Прво, ние референдум имавме 91 година и се изјасниме за Република Македонија. Според тоа не смееме да имаме консултативен, да си го избришат од умот, туку мора да е прописан референдум, ако веќе прават. На тој прописан референдум 900 и кусур илјади луѓе треба да се појават. 900.000 луѓе да се појават. И нешто, 1.800.000 и нешто е нашиот избирачки список. И роми, и турци, и срби, и сите од СДСМ да се соберат, они не ќе можат да направат. Не ќе можат. Видете што се случи, да речеме, со оној референдум, ако се сеќавате што го распиша Женовски во општина Центар за непромена на изгледот на ГТЦ, на Градски трговски центар. Зошто пропадна? Па пазете, 98,9 таму поста од граѓаните на општина Центар беа против промена на... Си го кажаа тоа на референдумот, меѓутоа, бидејќи ВМРО ги повика своите да не излегуваат, референдумот пропадна. И тоа каде? Во СДСМовската општина Да се вратиме уште малку на председателот. Ја му упатив покана, немам ни повратна и уште еднаш извинете што ве злоупотребувам, му упатувам јавна покана ако почувствува потреба да дојде и да му се обрати на македонскиот народ. Ќе направам интервју исто како што правам и со вас, бидејќи не сакам и он да се почувствува осамен, сепак е председател кој народот го почитува, уште и висок рейтинг има, и он излезе со изјава дека нема да подпише такво нешто. И беше многу категоричен. Предпоставам дека и вие го прашавте и го потврди тоа. Но, Заев рече, премиерот на Република Македонија, на председател на владата, рече дека ако референдумот биде успешен, ќе се покрене импичмент против Иванов. Тоа е едната мерка. Другиот лост
или стап што може да го применате предвремени председателски избори да покренат со некои манипулации. Видовме што направи ја на изборите, зошто и ова да не им успе. А Иванов ќе си замине во историјата славен и така натаму, а ќе донесат некоја марионета која со две раце све ќе потпише. Знаете, по мене ќе испадне председателот Иванов во ваква жестока ситуација, славен, не само ако не го потпише ветото, законот за ратификација, тоа секако очекувам да се додржи на зборот, апсолутно, макар што овие мислам дека тука ќе најдат некоја замка, бидејќи во еден проект кога правите, вие правите опција А, опција Б, опција С. Они рекоа два пати ќе го верификуваат во собрание, вториот пат ако не го потпише, они ќе го стават на сила и без негов потпис. Значи ова е ајдучана, комплетно. Јас сум била пратеник и знам дека ова се газење по деловникот, по сите норми. Тие не би смееле тоа да го направат, но не би ме зачудило да се обидат тоа да го направат. Меѓутоа, председателот Иванов е крајно време да побара да се обрати во собранието и да се преку собранието се обрати на целата јавност. Под каков притисок е ставен, дека мисли да издржи во целата таа работа, конечно, импичментот видовме дека тој им вели, дајте 81 пратеник, гласајте импичмент, да ги видиме кои се тие 81 што утре евентуално би гласали и уставни промени. Меѓутоа, јас го охрабрувам, иако му се настарвуваат дури и со кривични пријави, овој наш цензуриран медиумски простор му се заканува разни новинарчиња, па и политичари, бивши и сегашни, со кривични пријави, тој мора да биде храбар и одлучен во овој момент и да ги употреби сите можни механизми кои што му стојат на располагање. Да го спречи ова зло, бидејќи ние дефинитивно ќе бидеме еден експеримент срамен. Не велам дека нема да има враќање утре назад со волку огромен број на прекршувања, но ќе биде многу тешко. Навистина ќе биде многу тешко да се санираат овие штети. Некоја евентуална друга власт понатаму навистина ќе треба да употреби, не знам, адвокати од светски формат да ангажира за се ова да руши наназад што е ставено на Ке ни треба ли хартија. помош од надвор за ова да го спроведеме или мислите дека можеме ние ова да се избориме? Па знаете, секојаш е добро да имате некои, се извинувам, сојузници. Ама немаме во моментов. Но во моментот немаме. Да не се лажеме, бидејќи има калкулации оваа земја или она, во овој момент немаме. Не. Видете, ние сме жртви на таа параноја, ако сакате, на една не толку отворена, но веќе можеме да ја почувствуваме една ладна војна која што се води помеѓу Русија и Америка. Ги зафати една параноја дека треба да бидеме исчистени овде, оној Хојти рече метастазата руска треба да се трне од Балканот. Ние руско влијание не гледаме, барем јас не гледам и не чувствувам, нити имаме нивни медиуми, нити имаме телевизии, вестници, нити имаме некои сериозни инвестиции. Второ, Русија секојаш умешно играла со Грција како еден важен стратешки партнер, така да ми се чудни тие варијанти кои што овде... Значи, никогаш да не заборавиме стратешкото партнерство на Русија со Србија и со Грција. И со Грција, ама немојте да... Сметате дека Русија нема да се ја жртвува добрите односи со Грција на штета на Македонија? Не, апсолутно. Затоа што имам сигурна. Кучињата се пуштени по мене лајат заради овие тези. Инаку кучињата се пуштени и на вас. Повикано е јавност во медиум каде што е побарана ваша смрт, за да се докажело, ако сте умреле и ве закопале на гробишта, ќе биле тоа православни гробишта. Па добро, еве работа за цивил. Еве работа за цивил кој што рече дека ќе лови говор на образа. Говор на образа ќе биде мојот што го спомнувам тоа, а не тој што го изговори. Па сега да видиме, знаете, постојат и тужби. Нема да ви успее. Проверено е. Нека стои како запис утре, ќе имаме нормални судови, знаете, кои што нема да имаат за едните прислушкуваните разговори ќе важат, а за други видеоснимките нема да важат. Значи, се надевам дека ќе имаме нормални суди. Ја како јавна личност сум подложен на јавна критика, дури вулгарна, и тоа е нормално. Но, мерачна фамилија, жена и деца, кои се тотално аполитични, со многу вулгарни зборови, порно зборови, пробав, значи вака ми рече
и адвокатот и судикат. Немаме, значи, побарање на ЗНМ, поточно на сите овие, иземени се порталите и се што ќе се напише и објави на портали, не може да се суди, нити е подложно на суд. Освен ако Цивил или некоја друга организација не одлучи дека тоа било говор на омраза и тоа слично. сакам да ви кажам. А Цивил нема во мојот случај да пресуди, ни да одлучи дека истиот тој човек неколку пати, мене и една моја колешка професорка, бара смрт, отворено, значи, сите скокнаа се потресеа за оној венец на Боријан Јовановски, чие потекло не го дознавме, меѓутоа еве нашата смрт е длабоко посакувана. Знаете, тоа не се навредувам и тоа им го велам на народот. Ама не е за навреда. Етикети веќе да не ги плашат. Да не ги плашат. Господјо Играта Грчева, е прозирна. Премногу сте искусна и премногу сте апсолутно. интелектуално набилдани за да вакви работи. Но од ова се излекуваат заклучоци. Имено, корисната будала која ја имаат на порталите од страна на власта, која со највулгарни зборови, не овој што ви посакува смрт, овој другиот будалетинкава која си ја користат. Добро, тоа е. Да. Пораките ги праќа. Тој нема капацитет, тој е жива греота кој нема капацитет да срочи разумна реченица, како и неговите двајца, тројца клонови и колеги, па и уште се касаат меѓу себе како џукели на улица. Зборам, оние што го хранат со информации. Значи, пази, тој човек прави сериозен криминал, Геровски го објавува и се зачутува целата работа, бидејќи највисоки функционери. И тебе ти станува јасно дека страшна удбашко-џандарска машинерија стои позади него. И нема закачање. Мене, најголеми пријатели ми велаат, не си закачај, затоа што он не е проблем. Вести, прават фейк ньюс. Епа, луѓето, значи, пораката кога он ја праќа за вас, СДСМ е добро што повеќе нема никаков контакт со вас, што се исчистила од вас, тоа се пораки за ваше изолирање. Видете, прво ја го изолирав СДСМ, а не обратно. Значи, јас бев она која што му удри шлаканица на отворена сцена и према тоа јас не барам сега никаква милост од СДСМ, нити ми е важна нивната милост. Јас се охрабрив, шлаканицата е удрена и не очекувам никакви пријателски односи во тој смисол. Друго се другарски односи, релации и така натаму, меѓутоа со таа номенклатура јас не сакам да имам апсолутно ништо. И некои заостатоци што има пријатели на Фејсбук, ја сама ги замолив да се исчистат, односно некои и самата ги трна. Но докаде оди тоа фабрикување на вести, еве ќе ви кажам. Уште првата вечер, после обраќањето на Заев, кога ни го образлагаше договорот, имаше некои мали протести пред собранието, на кои што јас, на вистина качена на некоја импровизирана говорница, под која што беа Гајби говорев, меѓутоа таа слика, еден вестник ја даде за друг ден кога беа немирите. Значи, Евеа Солза зборува пред комитите, качена на Гајби. Тотално изместена реалност. Знаете, не ме плаши ништо и пред комите ќе зборувам, пред шкембари, пред се. Сите ние сме подостоинствени од овие недостоинственици што решија да направат експеримент со Македонија. Како ви се чини народот што доаѓа со вас? Како можам ја да ценам како ми се чини народот? Народот е страшно загрижен. Страшно е загрижен. Гледа чаре, бара чаре. Како го оценувате тоа што многу малце млади луѓе кои, еве, сега стигнуваат, младите едноставно ги нема, тоа е факт, но има една поволна работа, вчера се јавија, ке имало некакво собирање конечно студенти. На 23 има млади за Македонија. Тоа го сметате... Тоа одеше и порано, и во Штип беше, и во Битола, и во Охрид, сега е као завршниот битинг го прават во Скопје. Сметате ли дека овие протести треба да бидат овдека пред собранието да се испреќа, бидејќи вчера имав јавување каде што луѓето велат, зошто не другите градови не се кренат за истата порака? Да, апсолутно. И вчера се јави еден, интересно беше, се јави еден човек од Прилеп и вика, и ние сме за вас, ама не можеме да дојдеме. Викам, јас извинам, праша зошто у вашите градови. Па добро да вика, гледаме фудбал сега, заради фудбалот е најверојатно. Малце комична работа, како да
како да народов македонски не ја сваќа сериозноста на ситуацијава. Знаете, тука не е баш едноставен проблемот. Јас исто така заклучувам дека многу млади луѓе нема. Има млади луѓе, се повеќе ги има за среќа, но да речеме студенти во големи бројки нема. Тоа го ставам на кабает на десницата, што 11 години не успеа тој некој самопрокламиран патриотизам да им го добрижи со еден модерен јазик на младите луѓе. И тоа го повторувам. Не можете вие млад човек да го приврзете на кон својата смета на континуирана кариера, што исто така многу важно. Не е само да се вработите во администрација. Ќе продолжат ли протестиве? Знаете, се прават многу договори со невладини организации и со политички субјекти да дадеме некаква физиономија на овие протести, да се знае точно која ќе биде целта на одреден протест, да не се дозволи колку што се може провокатори, бидејќи ги има, па таму се кажуваат и работи за кои што 99% од луѓето не стојат на тие протести, намерно за да се дискредитираат и оние кои што говорат, и оние кои што присуствуваат на такви митинзи. Значи, сметам дека во овој период ни е потребно повеќе ум, повеќе размислување, повеќе инженеринг. Да поддржувам за тоа. Мислам дека треба, ако се прават протести, не мора да се прават секоја вечер, меѓутоа да бидат громки, јаки, силни, издржани. Исто така да се рашират по сите градови. И она што ни е многу потребно, ќе повторам, референдумот мора да се блокира. Како се вашите контакти со другите политичари од главниве партии, со странски фактор, дали ве контактираат, патувате ли, имате ли средба? Реков дека со странски амбасади не, но мојата агенда е посета на нашите иселеници, кои што се страшно вознемирени за цела оваа ситуација. Сега прво што ќе одам во почетокот на август, прославата на Илинден во Канада, во Торонто. Веќе сум во процес на подготовки, вадење визи и така натаму. Потоа во септември планирам во Австралија да одам, веќе бев во Германија. Така да мислам дека треба овие луѓе да бидат посетени, бидејќи се крајно вознемирени. И не само тоа, туку таму лежат навистина големи капацитети. Видовте дека луѓето од МХРМ го обтужија целиот процес. Изнајми една многу исклучително скапа и позната англиска фирма да го тера ко судски процес правно. Сметам дека проблемот мора да се интернационализира. Глас за Македонија беше единствената партија од партиите, зборувам, кој што го поддржа она писмо, тоа не е писмо, тоа е цел еден елаборат во 2 тома, кој што во Женева се лансираше до Обединетите нации, до секоја можна европска институција. Господицата беше гостин овде во емисијата. Да, таа е кај член во Советот. Да, и она успеа да го донесе и ме фасцинираше, бидејќи, искрено да ви кажам, мислам дека издишавме од протести, немаме шо, нам не треба... Мораме сум да се бориме. Мораме, значи, правно, интелектуалци и двајца, тројца универзитетски научници и еден правен адвокатски тим можат да направат повеќе него 100.000 луѓе. Апсолутно, многу интелектуалци имаме, да не заборавиме. Наши интелектуалци, еве да речеме еден нуклеарен физичар што го имаме во Канада, тоа е прв ред до Нобелова награда. Значи, имаме такви јаки марки, личности кои што стојат за цела во оваа работа. Сега името не мислам да го споменувам, меѓутоа сме во постојан контакт. Значи, имаме видни личности, имаме адвокати, многу силни, правници, економисти и така натаму. Па целиот тој потенцијал треба да го искористиме. Што да направи народов? Дали да излезе во другиве градови? Да, апсолутно. Знаете, ја и некне им упатив порака од 1 да станете 10, од 10 да станете 100. Значи, да се шири идејата како птица да прелета низ цела Македонија. Значи, не можеме да бидеме една затворена тајфа на луѓе. Значи, не е доволно само Скопје да се протестира. Не е доволно, апсолутно. Па тоа го видовме и со заедничка Македонија, знаете. Почна со Скопје, ама се ширеше низ сите градови. Очекувате дека ќе се рашири низ другите градови? Очекувам. Апсолутно очекувам. Ние сега скоро планираме, бидејќи очигледно имаме жешко лето, јули и август, да планираме со тимови да тргнеме и по сите градови и села и да разговараме со луѓето и да ги мотивираме. И не само да ги мотивираме, да ги
убеди ме на некој начин дека не е ова безизлезие, дека не смее бело знаме да се крева. Не може, знаете, никој тоа не го направи. Народот е уплашен, барем овдека каде успева таа пропагандата, ова сосема за крај за да ве ослободам, дека ако ова не го прифатиме, ова виткање на кичма, дека на крај после губиме све буквално. Дури ни ова нема да го имаме, дека ова ќе стане некоја Централно-Балканска република, радикализирање на албанскиот фактор, формирање на трета албанска држава, не знам, и така натаму, заплашување со едно, со друго или со трето. Предпоставам дека ви е познато за што Ако ова го зборам. прифатиме, ќе се одвија точно ова сценарij. Значи, Европска унија е далеко од нас. Тоа ние 100 пати кажа. Да сме Европска унија ни е Ние далеко сега, од нас. штом подпишавме да влезевме во ЕУ и НАТО во јули, друга ситуација ќе имавме на терен. Но ние уште 10 години нема да влеземе, а тоа Јункер ќе кажа 25-та година евентуално за Србија и Црна Гора, Македонија после 2030-та. Ако. И сега за тоа ние го правиме овој цивилизација, нецивилизиран ишчекор. Ви благодарам за гостувањето, господјо Грчева. Ви посакувам успех во вашата агенда, која сметам дека е навистина и патриотска, и ми се допаѓа вашиот дискурс и начин на кој комуницирате. Благодарам уште еднаш што направивте чест на куќава, на емисијава и пред се на гледачи. Ви благодарам и вас за можноста. Почитувани гледачи, тоа беше се во овој дел од емисијата. Ќе направиме кратка пауза, а потоа ќе се вратиме во студио и ќе ги слушнеме вашите коментари и впечатоци.